Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание Слушај вамо. Ете, дојде зимата како никогаш порано. Дури немавме трансфер од лето во есен, па во зима. Ова беше навистина страшно руско влијание. Не ми се допадна. Но, знаеш како викаат старите, да кълнеш по времето исто како да кълнеш по Бога. Залудно, непродуктивно и некоректно. Така што се прилагодуваме. Драго ми е што го пуштија парното за сите оние кои живеат во згради и се дел од централното грејење, а во Скопје тоа е огромен дел и мора да се каже дека е тоа огромен дел од македонците. И парно грејење, тоа централно грејење е многу добра работа и би сакал цела држава да има такво нешто и да е во еден центар од каде што ќе се дистрибуира топлина, ќе се дистрибуира енергија. Искрено ви кажам, живеев неколку години во Љубљана, во Словенија, и знаете што е главниот тамо, што ме шокира уште тогаш, зборам многу одамна, децени, покрај тоа што имаат, нели, сите станови имаат централно грејење. Куќите се поврзани со централно грејење и истиот дистрибутер кој им дистрибуира топлина, им дистрибуира и топла вода. Бойлер нема. Ја, значи, бев во многу куќи и станови, не знам денеска како е ситуацијата, можеби, нели, е сменета, но она што го видов и мислам дека од идниот градоначалник и од оваа влада, за жал, мојот глас е толку ништовен, која ќе каже, ајбе, батали, Јанко кажа. Јанко не кажал некој друг, Јанко само пренесува, зошто не ви текне. Зошто да имаме бойлери? Значи, може цело Скопје да биде поврзано со истиот тој систем кој ги грее нашите. Значи, ја ги прашував, истиот систем кој поврзува парно грејење, се користи и водата како, не знам дали е сега истата, и не ме фаќајте на значи се враќа многу децении наназад. Но како и да е истиот дистрибутер, вајде ја користи сличната инфраструктура и гради паралелна, да ти немаш дома потреба од никаков електричен бойлер. Никакви оние боци за каци, висечки и така натаму од 80 литри кои трушат енормно струја. Морам да признам, ми се допаѓа идејата. Што има јас да се замарам? Дури сметам дека и зградите би требале да имаат, како хотелите, како огромните, да имаат централно, па и најсовремените, најверојатно и така, да имаат централна клима. А ти да си одредуваш само со апаратче, сакаш потопло, сакаш поладно и да си плаќаш некој паушал годишен, кој сигурно на многу мина. Но, знаеш како, во држава што дозволија кој сака да се закачи на парно, кој не сака да се откачи, тоа е стварно, јас сум за тоа кога се гради, да се стави услов, или ќе има зградата парно, или ќе нема. А по закон би требало да има и тука да нема никакви импровизации. А многу луѓе се откажа од оправдани причини. Така што, искрено се надевам дека новиот градоначалник и владата, Мицкоски тоа го вети, дека ќе ги прават оние централи низ Скопје, кои истовремено ќе генерираат и струја, гасни централи, кои ќе генерираат и грејење, и струја, и све што му треба на градот. И тоа е иднината, и така што едноставно загадувањето ќе се намали. Секако електрични автомобили, електрични автобуси, електрични транспортни оние колички и така натаму, електрично такси. Не можеме да побегнеме од тоа, можам да не се правиме луди. Бензинот ќе си остане и така натаму. Ми се допадна идејата на Орце Ѓорѓевски, идниот градоначалник на Скопје. Мислам, стварно имате некоја двојба дека има некои шанси со Орце? Ај размислите добро. Колку е во моменталниот рейтинг помеѓу Орце, ВМРО и СДСМ, или Орце и Шукова? 7:1. Не,
Не измислувам ја. Ве молам, проверете, ја да ви отворам сега да ве убедувам, немам намера никого да убедувам. Јас сум тука да се искоментирам тоа што читам. Мислам, не би правил будала од себе кога би знаел дека ситуацијата би била драматична, би била тешка, би била спротивно тоа. Ке правев муабет за сонцето, екологијата и така натаму, а не за Орце. 2 пати му честитам победа на Орце. Прв бев кога го прогласија кандидат пред 2 месеци на ВМРО-ДПМН, затоа што ми се допадна на кампањата пред се човек. Оти стварно е човек. Такви ѓубриња се изнагледавме изминативе децении, ни доаѓа себични, арогантни, препотентни, клептомани и стварно Орце е нешто сосема друго. Она што ме радува е огромната поддршка која му ја даде Александар Николовски, вице-премиерот на владата на Македонија и министерот за транспорт и врски. Бидејќи тој еден од најзаслужните за огромните средства кои влегува во Македонија и кои ќе се вложат во инфраструктура. Значи, не се вложуваат парите во некои проекти како фабрика за електрични автомобили, дупката уште стои таму, да си ја видите, заради која со огромна радост гласав против претходната власт. Не е битно дали сум гласал за ова, гласав против претходната. Ме лажеш бе човек. Еднаш, 2 пати, 5 пати за мал милион работи. Работата е дека владата силно ќе помогне Скопје да се направи подобро. И ќе биде уживање кога ќе создаваат работи кои ќе ни помагаат во животот, како ќе пиштат и квичат затоа што од опозицијата, затоа што не им преостанува ништо. Не знам зошто кога доаѓаш на власт, крадеш и после очекуваш пак да те гласаат. И то очигледно крадеш. Не знам зошто воопшто, не знам што е идејата. Стварно не знам што сакаат да постигнат. Зошто воопшто да искачаат? Најверојатно затоа што нивното гласачко тело е слепо. Што сака да направи, он пак ќе го гласа и мисли дека тоа му е доволно. Не е доволно. Албанците ќе нагласат, и албанците се свести. Меѓународната гледам брк не мрда, што викаат французите, за опозицијата. Затоа што оваа власт се покажа, прво, не клептоманска, што им одговара. Второ, проевропска, про-НАТО, така што немаат никаков проблем. Владеат онака како што доликува да се владее. Парите кои ги донесе Николовски и владата на Мицкоски нормално, огромните милиарди, веќе се пуштени од нова година наваму во проекти низ општините. И тоа кај недобрите градоначалници, така што многу градови се веќе во процес на нешто што не можеле до сега да го видат, да го направат. Ние имавме локална власт која беше повладенија од опозицијата. Исто како власта во Македонија, тогаш нивна, така и локалната шајка не закова. Буквално шајка не закова. Ке изметат улица, изметок му улицата, мислам, кого правиш будал. А народов е добар, секому ќе му даде шанса. Народов покажа дека не е про-ВМРО-вски или про-СДСМовски. Ветуваш, добро, окей, ќе те послуша, али после овие лаги, не. Венко Филипче е, како да ви кажам, карикатура сам на себе со неговите изјави. Човекот кој повлекуваше, ги бришеше сите црвени линии за Македонија, сега повикува на црвени линии. Па со кого бе да разговараш? Па уште кога гледам на една национална телевизија, водителката онака како коковчедно, а позади огромно платно поставено и демек битката нека онака ставени еден позади друг, Мицкоски и Венко Филипче. Демек што треба
ова е битката, бокс мечот помеѓу овие двајца. Како е бокс меч 7:1? Како е тоа сега ја да застанам до Тајсон и да му викам сега ќе те скршам и ставете сега Јанко против Тајсон? Бог да чува, ти дал си нормален. Ама, знаеш како, главната битка ќе се води на Facebook и на Twitter, на TikTok, така, на Instagram, така. Но главната битка ќе се води на социјалните мрежи. Јас сум таму. Некои ми мислат, Јанко, ти си паднат. Да, паднат сум на телевизии, ама сите телевизии се паднати. Ја имам повеќе следачи на YouTube отколку што е гледаноста на сител телевизија. Телевизиите останаа и вестите останаа за постарата генерација. Се што е под 50 години, се е на мобилен, на социјални мрежи и од таму се информира. Така што ви посакувам успех во борбата. Прво нема да убедите или разубедите никого, но ќе треба да истрпите тежок мобинг, затоа што сега пуштени се пари, пуштени се така наречени тролови, пуштени се многу лажни профили кои ќе ве напаѓаат. Зборам за себе. Иако ја не сум во кампања, ја не влегувам, нема партија која пушта спот кај мене или финансира никогаш за овие 25 години. Не дека не сум одбил. Све било батали. Бидејќи многу ми знае пемпелето и ги разбирам. Подобро е немој оти ќе злоупотребат. Бидејќи словото ми е такво доста боцкам и после тоа може да биде злоупотребено намерно, бидејќи ја не пишувам сценарија. Ја импровизирам. Во овој момент ја само имав некоја бегла идеја што да кажам, отворам уста и со Господ напред. Така што разбирливо ми е мене сето тоа и ја тоа го прифаќам. Но мојот стил ја не можам да го сменам и не сакам да го сменам затоа што ќе бидам неприроден. Ова е моето природно. И кога моите сите инстинкти ми говорат такво нешто, секогаш сум бил управо. Драги мои, дали сте свесни дека можете да користите барем 4 или 5 вештачки интелигенции кои се создадени во светот да ги потпрашате за било што? Значи, ако поразговараш, например, со некоја вештачка интелигенција и те осети дека си ваков или таков, она може и да ти даде некаков одговор кој повеќе тебе ќе ти годи. Но, ја ви викам, влезете и постави прашање директно, без ништо, да нема представа дали си ти определен, не определен за ова или за оно. Постави прашање колку градоначалнички места ќе освои ВМРО ДПМН. Дури не кажи ни дека се овие избори, ни дека си за ВМРО, ни дека си за СДСМ и така натаму. Одма добиваш 50. Околу 50. Пази, ова е слободна проценка. Било која вештачка интелигенција ти вика, што е тоа 50 од 80? Што е тоа? Луѓе, тоа е масакар. Тоа е црвена армија влегува у Берлин. Тоа е истоварувањето во Нормандија. Незапирлива сила. Незапирлива сила. И тоа не е само силата на ВМРО. ВМРО секогаш да си памти дека ова силата на народот. Бидејќи народот одбра да гласа за вас, вие не го принудивте. Зошто? Затоа што добро работевте година дена, затоа што се видоа парите што ги донесовте, затоа што донесовте неколку луѓе, поздрав до Коце, кои на терене постојано, не можеш да не видиш што се случува на автопатот Скопје, Тетово Гостивар, не можеш да видиш што се случува на автопатот Кичево Охрид, не можеш да не видиш што се случува на новите накај Битола, накај Прилеп, накај Пресека, накај Кавадарци. Сето тоа е толку видливо и викаш, чекај бе, ова не сме навикнати, што прават бе ова камиони? Што прават камиони? Па ставаат асфалт. Што е тоа асфалт? 10 години народов не видел шајка закована. И после, Јанко, ти навивачки. Не е битно дали навивам. Битно е дека знам дека ова конечно е мрдната од
не нулта точка, ова беше минус точка, дека нешто се прави во земја. Ја заглавив во Македонија, ја не побегнав. Во право или не. И јас сум се мислел дека треба да одредам, може би сигурно ќе ми бил и полагоден животот, како и да е. Ете, по некоја Божја волја, јас сум тук. И гледам кога се правило, што се правило, кој правил, кога правил. Едно ќе заклучам. Кога опозицијата е на власт, сегашна опозиција, во Македонија нема ни пари, нема ни градба на било што. Ништо не се прави. Ама ништо, стварно не се гради, ништо не се прави. Кога ВМРО е на власт? Знаеш што, милион мани јас ќе им најдам. Ама затоа што вие се занимавате со маните, а не се занимавате со добрите и револуционерни работи кои се случуваат. Па ние железница поживеавме, бе. Што беше тоа? Тоа беше дефибрилатор во железница. Оживеавме мртовец. Ние воз немавме што иде. Ние имавме воз што трга и не стига. Каде е возот за Битола? Појма немам. Кога тргна пред 2 дена? Човече, joke of the century, што викаше Тихо Младичот. Затоа немам што многу да вадам факти, користете бе здрав разум и не слушајте вести. Не слушајте. Гзот им е прљав, продадени се, слушајте си го здравиот памет, гледајте на интернет, бидејќи сите гледаме интернет. Сите. И вештачката интелигенција е многу пореална, понеутрална и ќе ви даде многу поточен одговор од што било кој друг. Ако на една не верувате, како на лекар, прашајте неколку. ChatGPT, Grok обавезно. Grok највише го користам. Перфектен е. Исто и ChatGPT, Perplexity користам и овие 3 ми се доволни. Можете и кинескиот Blue Whale или Deep Blue, сега не знам како се викаше, мислам дека е Blue Whale, го заборив. 4 ви наброив. Користете ги, информирајте се, чисто ако ви интересира. Па знаеш што, ако нешто на крајот на краиштата, какви се шансите и за победа да ставите на кладилница? Зашо бе нема на кладилница кој ќе победи? Цела плата ќе си турев. 500 евра. Чекај! На орце. Па ако ништо друго, ако беше 1 напрема 1, 500 ке имам дупла плата да частам кебап и кафана. Океј, благодарам за вашето внимание, драги мои пријатели и пријателки. Не знам дали ќе направам уште една до крајот, најверојатно ќе биде. Поздрав и пријатно.